После минатата епизода нормално имавме дискусија. Во право си, и не си во право. Абе така е, ама и не е така. Главните аргументи беа дека човек не може да го направи табиетото, го така е роден. Пример, јас сум сега роден и најдже ќе видам цел живот и шо ми мој тако треба шатре. И јас не викам, можеш да се родиш со одреден табиет. Можеш да имаш предиспозиции за некој работи поќе, а за некој помал. А пак на крајот на денот кој си тодлер шо викат во светот, тоцкав, кој си појма немаш ти ни шо е инает, ни шо е шо. Туку негде ги попримаш тие работи. И се нормално, можно е да имаш генетска предиспозиција да бидиш и најдже пример. Ама то не значи дека треба да останеш и најдже цел живот. Дека треба неконтролирано и најдже да бидеш. Оти ако се сеќавате, кучевме биологија на времето, главната разлика меѓу нас и другите животни, што нашиот мозок е многу поразвиен и можеме многу поубаво да ги согледаме работите, да ги научиме, да ги размислиме и едноставно можеме да донесиме одлука, да се однесуваме како што треба. Значи технички секој пат кој те фати инает може да си речиш чекај малце. Возрастна личност сум, дај да го размислам ова. Во право сум, не сум во право, да не терам инает џабе. Арно, ама не. Најлесно е да речеш и најдже сум и точка. Исто ко мене што ми е најлесно да речам шпица, оди и точка, така. Така шај да пуштиме шпицата и да правиме муавет за тоа какви се типови на табиети, тоест карактери постојат. Ајде бате, пуштај. Прв тип на табиетли си најджите бе брат. Оти ќе речиш прво нив ги клав. Зина, одико шо има и најджи тука кај нас бе ништо нема. Шо, како, зошто, не знам, ама така. Е се имаш луѓе што си најджи позитивно. Во смисла не се откаже. Ќе сака да направи некоја работа, ќе го фати инат и ќе работи, ќе се пукне од работа и се ќе направи ќе постигне. Тие се воедно и најреткиот вид. Многу побројни од нив се и најджите за инат, за лошо. Значи нарно да не те види бе. Абе за инат ќе земи ќе те со, може тој ништо не прави во живот. Ама до толку е мизерен и до толку неки ништо да направи, што наместо да поработи на себе си, тој тебе ќе те сопни, само за да проба да те спушти некако подолу. Да не се осеќа толку мизерно, мислат дека среќа ќе му дојде сито. Тие се најзагрев табиет. Ама машала ги има. И имаш бе вате и најджи, што си најджи за све, и за арно, и за лошо, и за се. Значи него не му е битно шо е како е, битно му е по негово да биде. Ти му велиш ова е лилаво е, тој ти вели зелено е, зина. Оти и тој не знае. Нема мислиш дека има некоја посебна божествена причина за нештото, појма нема и тој зошто. Ама ете едноставно така го те. И најчесто во вакви случаи го слушаш муабето, посилно е од него. И тој неќе ама посилно е од него. И тука сакам да разјасниме една работа. Посилно од тебе може да биде само нешто на кое ти му дозволуваш да биде посилно од тебе. Пошто ко што рековме, најлесно е да речиш тој едноставно таков е. И готово, решени се сите проблеми. Не е тој крив што е таков, едноставно таков е. Криво е нешто небесно. Нешто што не можеме да го видиме нити објасниме. Аби како еднаш не си ја зедовме кривицата, мора еднаш да речиш така е, јас сум крив во право. Нема шанс. Македонец не може да биде крив ни под разновата, готово. Тој, зато се тие први во категории. Зашо ми е најсмешно и можда најкриво во приказната, што на тој инат што постои ов, малце од малце, бе, 1% од тој инат да беше свртено кон позитивно, кон себе подобрување, кон пробвање да се направи нешто по. Кузнајќи ги ни беше крај. Ќе цутеше цела држава, ама не, многу е тешко да треба да работиш на се. Најлесно е да речиш едноставно таков сум и да баталиш све и се за инат да се прави за лош. За следната категорија на табиетли или на карактери се скроз противно на спектарот на табиет. А тие се мрзи. А бога ми машала и нив ги има многу. И знаеш што е најтрагично? Што обично најмногу ги мрзи баш талентираните луѓе. И зато уствари го гледаме и го живееме тоа што го живееме моментално. Зато на сите ви сима десено кога ќе видите некој негде да успеа си речите како може овој да е на ваква позиција човек. Врска немаше од животот цел живот. Како стигна до таму? Знаеш како стигна? Со работа, ба. Добро, душе кај нас не е технички со работа. Обично поќе се стига со лижење, со уйдурми, со патни трошоци и такви работи. Ама како и да е, со мрзане се стига сигурно. Пошто не е џабе речено дека талентот е 10%, 90% е работа. Пошто да, без талент не е то, а па без работа ич не е. Нормално секое правило има исклучоци, ама во глобала и сака работа. Арно, ама веќе некое време живееме во доба на мрзи. И никој неки ништо се потруди да направи. Ги мрзи да мислат луѓето, бе брат. Значи сите живеат моторички, по навика некој. Одам денес ваму, па оттаму одам ваму, па си одам дома јадам, си легнувам, одмарам, станвам, јадам, па си легнувам. И од утре па исто. Оти е полесно така, брат, комфорт зона. Што ќе се замараш, ќе мислиш, ќе се малтретираш, ќе работиш поќе, ќе даваш се од себе, зашо ти до толку мрзата преовладува, што во битола веќе одамна е срамота да работи. Значи кој си ти да работиш, ма? Што ти на работиш, се малтретираш, нешто се мачиш? Ти будала си. Седи одила кафе ќе пиеме, ќол ке работел тој. Седи бе Рокфелер, ќе му преш на пари. Значи да се потруди некој да работи, другите
вака го тргат. Чекај малце бате, врати се, каош мор. Оти ако направи тој нешто поке, после тие ќе се сеќат него, што ќе се сеќат тие него, дај ќе отурниме и него подолу. Сите да сме тука во иста така. Ја речиш чаре на муавето. Чаре, бате, треба седниш пред огледало и да размислиш што сакаш во живот. И овај како и сите други табиети се решава многу лесно. Само што треба да сакаш да го решиш. А обично луѓето неќат, особено тие што се склони кон мрзата. Ге се оптек, ги разбирам. Не он да речам дека не ги разбирам. Не е дека и јас не сум мрза во живот. И мене некојаш ништо не ми се пра. Ма знаеш како? Кој ме прашва бе бат? Кој ме прашва? Ќе си работиш и песна ќе си пеи. Особено кога ќе ти е то работата. Са следни на листата на карактери табиети и така натаму се луѓе што ние дома кај нас ги викаме лимун таби. Лимун. Значи не е ни лимон, лимун е тој. Сега речи што е то лимон таби? Лимон табиет се луѓе на кои ништо не мучи. Или популарно по телевизија речено песимисти. И сега пак ќе речам, јас разбирам дека некои луѓе едноставно се раѓаат со склоност кон некои особини повеќе, кон некои помал. И јасно ми е зошто луѓето би рекле едноставно така се раѓа. Арно, ако е то така и ако е то правил, зошто тогаш постојат фамилии полни песимисти и неколку оптимисти внатре и обратно? Значи не е баш само генетиката, така? Туку како што рековме минатата епизода, сите ние различно ги перцепираме работите. Различно ги гледаме и ги сваќаме. Таму кај што некој гледа само негативни работи, некој гледа позитивни работи. Арно, ама ој објасни му на песимист. Оди објасни му. Шанса нема бе. Па тие песимистите па колка и најджи. По вака си одат тие две работи, но соја. Нешто е полошо. Што имам приметено дека како луѓето стареат, како си качват годините, така и песимизмот расте. Оти ке речи. Оти тие не успеале да направат тоа што сакат да направат. Дали било то заради нивниот табиет, дали зашо не е бит. Можда пробале милион пати, едноставно не одела работата, не успеале да постигнат ништо и сега се убедени дека никој ништо никогаш не сме да постигне и не може да постигне. И знаеш што, ќе бидиме песимисти и ќе му ги туркаме со ноите на деца. И затоа многу пати се случва кога некој млад ќе каже некаква идеја, дали е то бизнис, дали е шо и да е. Родителите или баби, дедовци, вујковци ова она, многу често знаат да му речат: Да не се занесвај што ти така ти мислиш живот. И автоматски да го сеќат в корен со оно што го има. Значи гарант на сите му си има случајно во некој период од живот. И то не е од некој инает или со лоша мисла, напротив, тие ти мислат добро. Едноставно сакат да те заштитат од разочарување, пошто тие поминале низ нешто и тие се убедени дека не може да се направи ништо тука. А не сваќат дека твоите грешки се твои да ги направиш, дека ти треба да поминиш низ тие работи. Дека ако сакаш, ако имаш некој сон, ти треба да пробаш да го оствариш. То не да пробаш еднаш и да речиш не е работа, да треба сокозиш од работа. Зборавме минатата епизода. Шо мислиш, мене ми рекол некој оди уживај, знаеш шо, сонот ќе ти биде за мерак. Не бе бате. Твојот сон можеш само ти да си го видиш така како што сакаш да го видиш. Никој друг. Џабе му го објаснуваш на други. Зам да убој да му го кажеш и да го објасниш и да пробаш да му го доловиш, ама никогаш никој нема да го види твојот сон така како ти што ќе го гледаш. Знаеш зошто? Затоа што не е нивна работа да го гледат сонот твој така како ти што го гледаш. Твоја работа. Ти треба да го гледаш и ти треба да работиш за да го оствариш. Не може никој друг да ти сработи за те. И мене ми е јасно дека тој песимизмот не помага. Ама треба да ти е јасно дека не е намерен. Дека треба поминиш низ песимизмот и да продолжиш сам да си работиш кон цел. Пошто твоите дома не може да ти мислат лошо, ти сигурно ти мислат добро. Арно, ама на крајот на денот не значи дека се во право со тоа што го вели или па со начинот на кој размислува. И не значи дека нивниот неуспех е загарантирано и твој неуспех. Така што јас би ти рекол, не дозволвај лимон табиети да ти ги рушат со ништа. Туку оди работи на случај, пробај и да не успеш никому ништо, пробај пак и пак и пак. Пошто тоа е единствен начин да изградиш тврст карактер и да го постигнеш тоа што сакаш да постигнеш. И да му докажеш дека не се во право на тие лимон табиети. Додуша тие пошто се лимон табиети обично не можеш никако да му погодиш што сакаш ти постигни, на крајот пак ќе види нешто. Ама не е битно. Ти секако не ги правиш работите за другите, ги правиш за себе. И последната категорија за денес, која не можеме да не ја спомним, се позитивните луѓе бе брат. Се помалце ги има, а не можеш без нив. Само што знаеш како има позитивни луѓе што се, да речиме, нормално позитивни или лабаво позитивни или не знам. Едноставно позитива си се ти. Може и не прат ништо посебно во животот, може и прат. Небитно, битно ќе видиш насмеан човек, какара, кикири, никому ни. Имаш уште една категорија на позитивни, а тоа е хиперактивно позитивни. Тие хиперактивните вате, алалла му. Знаеш оној муабето што ни го велеа ко деца кога ќе не пуштаат до продавница? Јас да те мислам, одиш ти да се враќаш, демек побрзо да завршиш работа. Тоа е од нив измислено. Тие се криви за таа погола. И знаеш како алалда му. Значи струја се прат, какара, кикири, ваму таму ти дур се свртиш, тие завршиле 200 работи. Налечо завршиле и тебе те терат. Ајде, побрзо, ајде, позитивно да се урлаве. Чекај малце, море, кочи. Марината кочницата малце, што ви се дешава? Што се тие на 200.000 страни, мислат дека сите треба бидат на 200.000 страни истовремено. Ами чекајте малце бе друга. Полека
бе, лабаво. Секоја недела во 18 часот на ВТВ телевизија. Лабаво, олабај малце. Ме брзаш тука. Ги гледаш кај што штрафтат и ти се уморваш од седење. Тоа е брат, табие ти има го сака. И крај нема муабет. Арно ме аз за жал морам да го завршам, пошто треба да одам да си набавам бои, јајца, чуда, ти реков ми рече, некој треба јајца да вапцава, море Великден дојде, што си мислите ви? Што значи толку од мене за денес. Следната епизода ќе посветиме на Великден. Ќе си поправиме малце муабет околу адети, муабети, кој шо како зошто, пошто едноставно мора да се испочитува најголемиот празник и најтешките денови во нашата вера. Толку од мене за денес. Поздрав и имајте убав ден. А да, и не претервајте многу по тие маркетите, аман ве молам. Ме мрзи да чекам редој за 2 бои што ќе ги земам в маркет негде. Купвајте, ама со усул ве молам. Така, ај се поздрав.